Благодарам, почитувана колежки министерка за труд и социјална политика, почитувани заменици на председателот на владата, колеги министри, почитувани пратеници, драги дами и господа. Дозволете ми во мое лично име и во име на Министерството за внатрешни работи да ве поздравам и да се заблагодарам за поканата за учество на овој прв настан во рамките на 16 дена активизам против родовото базирано насилство, со што го означуваме официјално почетокот на кампањата насловена Служувалка. Кампањата е посветена на подигање на свеста за насилството врз жените и застапување за трансформативен пристап за поддршка на институциите. Во организација на Министерството за труд и социјална политика, поддржана од страна на канцеларијата на UNFPA во Република Северна Македонија и амбасадата на Велика Британија во Северна Македонија. Изминативе години во светот и кај нас, благодарение на националните и глобални напори, во голема мера се рушија предрасудите околу родовото насилство, особено насилството врз жените и девојчињата. Затоа, меѓу другото, говори и тенденцијата што се поголем број на жени се охрабруваат и ги пријавуваат случаите на семејно насилство. Наспроти податокот дека до пред 5 години само 2% од жените кои доживеале насилство од актуелниот партнер пријавиле во полиција сериозен инцидент, изјаснувајќи се дека домашното насилство треба да се реши во семејството, а 1/3 обстојувале на традиционалниот став за покорна улога на жените во општеството и во домот. Нема дилема дека родово базираното насилство, како најзначаен сегмент во корпусот на семејно насилство, е сериозен проблем, кој бара внимание и координирано постапување од соодветните институции по секоја поднесена пријава, се со една единствена цел, а тоа е заштитата на жртвите и казнување на сторителот на насилството. И несемејното насилство не е семеен проблем, кој треба да се решава во кругот на семејството, туку општествен проблем кој бара наше целосно внимание, а тоа е сериозна социопатолошка појава, објективно, која ги тангира речиси сите сегменти на општественото живење и функционирање. Уште повеќе што, гледано низ призмата на полициската практика, во поглед на насилството врз жените, ние не се соочуваме само со семејна дисфункционалност, туку со низа сериозни социоекономски фактори, со културно-традиционалистичките квази вредности, со образовно-воспитни субстандарди, со социопатолошки и криминогени фактори, кои што лежат во заднината на оваа општествена, но индивидуално крајно сериозна проблематика. Ако до пред 2 децении за оваа проблематика се зборуваше релативно малку и многу малку се делуваше, сега таа свесност кај жената континуирано расте, благодарение на добрите резултати во демистифицирањето на проблемот и во санкционирање на овие кривични дела. Сепак има уште многу работа во неговото превенирање и решавање, а тоа го говорат и статистиките. Колку за илустрација во контекст на полициското соочување со проблемот на семејното насилство, треба да се истакне дека во периодот од јануари до септември 2023 година на ниво на држава беа евидентирани 875 жртви на насилство, од кои 678 се жени, сопруги, вонбрачни сопруги, мајки и ќерки. На овие показатели за истиот период треба да се надодадат и 295 жртви на насилство при констатирани и санкционирани прекршоци и 3776 поплаки против членови на семејството, при што во 2511 случаи жртви се жени. Секако поентата на оваа сублимирана статистика во даден временски период е да укажеме не само на сериозноста на проблемот, туку и на нужноста од негово решавање
со целосна посветеност на сите чинители, институционални и вонинституционални, во насока на градење и унапредување на концепти што ќе се занимаваат со сите аспекти на заштитата на жените, на превенирање на родовото насилство и злоупотреба и се разбира на санирање на последиците. Драги присутни, во изминатите години, тргнувајќи од низата нови меѓународни и домашни законски промени, МВР организационно, професионално и стручно се прилагоди кон новите трендови и стандарди во третманот на насилството врз жената, постапувајќи стандардни оперативни процедури кои што офаќаат еден широк спектар на активности. Тука не станува збор за идентификување и управување со ризиците, туку дополнително и за обезбедување на безбедноста на жртвата во сите фази на полициското постапување. Полицијата јасно ги препознава своето место и улога во целиот процес на превенција, заштита и гонење на сторителите на насилство врз жени, семејното и родово базирано насилство. И секако нашиот стремеж секогаш треба да биде насочен кон апсолутна институционална и кривично-правна нетолерантност кон оваа појава. Значи, несомнено дека полицијата при справување со формите на семејно насилство постапува репресивно, согласно своите законски надлежности. Но тоа е сепак, би рекол, некоја постфестум фаза. Вистинска ефикасност во спречување на родовото насилство и насилството врз жените и девојчињата ќе очекуваме во оној момент кога суштината на нашите активности ќе биде насочена кон целисходен систем на превентивно делување. Впрочем, и оваа кампања треба да ја разбереме како еден од инструментите што ни стојат на располагање, а во насока на превенирање на родово базираното насилство. Тоа практично значи да изградиме нулта толеранција на сите форми на родово базирано насилство кај секој од нас, кај надлежните институции и во секоја сфера на живеењето, во семејствата, во училиштата, на работните места, на интернет, во медиумите, во јавните простори, бидејќи наша заедничка обврска е да им овозможиме на сите да се чувствуваат безбедни и сигурни во заедницата во која што живеат. Или во контекст на глобалната тема за оваа година, да се обединиме во борбата против насилството врз жените и девојчињата и против сите форми на родово базирано насилство секој ден и сите заедно. И мислам дека одговорноста пред нас, токму сега во овие 16 дена на активизам, не е само да ја кренеме јавната свест кај сите нас или организирано да делуваме, туку да ги сосечеме во корен сите оние облици кои што пробуваат преку така наречено политичко морализирање да ја стават под знак прашање Истанбулската конвенција. Тоа не можеме и не смееме да се го дозволиме како општество, бидејќи ќе биде враќање назад. Затоа мора прогресивноста да надвладее и да ги победи ваквите сили кои што сакаат да не враќаат назад. Благодарам.